Срцето е впечатливо затоа што срцето чука. И веројатно затоа и големиот одзив на медиумите и на граѓанството и цела вечер навиваа по социјалните мрежи за нас. Моментите кога слушавме само за ново инфицирани, ново заболени, за пациенти кои што се во единиците за интензивна нега како резултат на COVID, за пациентите кои што се починати од COVID, се случи трансплантацијата на срце, односно на жалост од едно лице со мозочна смрт се продолжи животот на друго лице. Доаѓаат солзи. Прво семејството на една благородно семејство, кој што стварно благородно семејство, со една убава душа, кој што даде нешто без, едноставно, во својата тага, даде нешто многу драгоцено од својот близок. Тоа е едната приказна, другата приказна онаа среќа која што ја чувствувате кога ќе ги видите, нели, срцето кога прочекуваше во операционата сала, мислам дека тој момент никогаш нема да го заборавам. Јас се уште од тој момент кога ќе помислам, осеќам возбуда, јас едноставно се поклонувам и пред семејството на конкретниот донор, меѓутоа и пред сите семејства, зашто тоа е вистина еден чин на ужасна болка. Вие донесувате одлука да го продолжите животот на друг човек или на други пациенти на кои што им е неопходни органи. Во тој момент бевме преплавени со емоции и бевме со мислата, леле, што направивме, дали ова стварно се случува, дали ова стварно успеавме да го истераме до крај, нормално со трансплантацијата на бубрези. Се надевам дека следен пат ќе имаме и други органи. На европско ниво 140.000 пациенти се на листата на чекање на органи, дека секој ден починуваат 18 лица од таа листа, а дека прошлата година вкупниот број на починати се 6.000. Дека ние сите, поголема ни е веројатноста да бидеме реципиенти и да ни е потребен орган, а помала ни е веројатноста да бидеме пациенти со мозочна смрт и донори. Така да ние сите заеднички со здружени сили да работиме на подигнување на свеста, затоа што јас сум донор и јас можам да спасам животи. Не е ова табу тема, не е страшна тема. Не значи дека секој од нас ќе заврши со мозочна смрт и не секоја смрт воопшто може да биде потенцијален дарител, не сваќате. Значи се строги критериумите и затоа има толку недостаток на органи во светот. Улогата на болничкиот координатор е да го спроведува разговорот со семејството, кој што можам да кажам дека представува најсензитивниот момент во целата постапка на донирање и трансплантација, затоа што е тоа моментот кога ние ја соопштуваме најтажната и најтешката вест за загуба на човечки живот. А воедно мора да разговараме и за донирање. А во тој момент кога семејството пак се соочува со еден шок, со страшна болка за загубата на својот најблизок, мора да биде рационален и да собери сила и да донесе одлука за донирање. Знаете како вика Снупи, еден ден ќе умреме. Да, ама вика секој друг ден ќе живееме. Додека живееме, не викам да треба да размислуваме за смртта, не, треба да го живееме животот. Но во еден дел, во еден мал дел, во кој што секој од нас веројатно размислува за како би ќе заврши неговиот живот, да размислиме и тоа да го пренесеме на своите најблиски. Зошто, еве, моите најблиски знаат што да прават во таков случај. Сметам дека тоа е една оставштина, еден тестамент кој што го оставаме на идните генерации и на пациентите кои што не мора да се само од земјава. Можеме да спасиме пациенти од други земји, па да добиваме органи од други. Тоа е еден широк светски процес на човеколюбие,
Мислам дека вредиме да бидеме дел од него, вредиме да таа љубов човечка ја шириме тука во нашата земја.